Договорот секој пат се случува согласно она што е крајен рок за завршување на проектот. За секој проект не имаме предвидено почеток и крај. И тоа не случајно е направено, бидејќи во Македонија, мислам, меѓутоа и генерално во градежништвото можно да се појават одредени предизвици во реализацијата. Или најчесто во делот на техничкиот прием на објектот, каде што треба дополнително активности, па да кажем, некој пат и различни влијани имаме како избори кои што може да пролонгираат, подредени несакани работи и сега не сакаме луѓето да се доведат во ситуација да они пример вложиле за 2 години, а ако чекаме целосно да има технички прием зградата се одложи на 3. И затоа ставивме конкретен рок. Значи од денот на оплатата на средствата до завршување на проектот. И ние имаме во моментот 8 активни градежни проекти каде што може да инвестирате и за секој од нив имаме ставено конкретен рок на завршување. Штом доспее тој ден, средствата се ослободуваат, да кажем, односно треба да им се вратат на инвеститорите. И тоа се случува, бидејќи до сега имаме завршено 2 проекти, и за сите тие проекти кои кога доспеа, односно кога завршија, им се јавивме на луѓето и ги прашавме дали сакате да ги реинвестирате средствата или сакате да ви ги вратиме назад. И да бидам искрен, многу сум среќен што 95% ги реинвестираа средствата затоа што беа задоволни.